Продолжуваме натаму. Ватикан ќе поддржи европската интеграција на Македонија. Ова папата Бенедикт 16 му го кажал на премиерот Никола Груевски на денешната средба во Ватикан, каде што беше во официјална посета беше македонска делегација. Груевски лично му предал на папата покана за посета на Македонија. Од Ватикан нашиот известувач Катерина Цаневска-Арсовска. Република Македонија може да смета на поддршката на влијателниот Ватикан за аспирациите за интегрирање во Европската Унија, изјави председателот на владата Никола Груевски по средбата со папата Бенедикт 16. На аудиенцијата кај поглаварот на Римокатоличката црква во македонската делегација беа и вице-премиерите Ставревски и Селмани и министерот за надворешни работи Милошовски. Кај Ватикан можеме да сметаме како на поддржувач и на пријател на Република Македонија. И самиот факт што после 16 години прв пат се одлучија за ваков вид на средба, официјална средба, покажува нешто. Од папата Бенедикт 16 интерес за Македонија како мултиетничка и мултирелигиска држава. За него интересен тој спој начин на соживот. На средбата отворено и прашањето за односот Македонска православна црква, Српска православна црква. Ги кажав апсурдноста на ситуацијата, што ни се случува од Српската православна црква и од одредени други цркви кои што ја поддржуваат. Во главном се трудат да бидат неутрални, меѓутоа секогаш тие имаат одредено свое влијание. Голем дел од разговорите посветен на проблемот со името и јасниот став на македонската влада за ова прашање за неменување на нашето уставно име. Папата е поканен да учествува на меѓуверската конференција Мировен и цивилизацијски диалог, која ќе се одржи во октомври 2007 во Охрид. Позлатен милениумски крст за папата Бенедикт 16 од поглаварот на Македонската православна црква Стефан. Од папата поздравена намерата на владата да ја обнови куќата на мајка Тереза во Скопје и за идејата чија веројатност е голема да се реализира во 2007 за програма на македонски јазик на Радио Ватикан. Македонската делегација имаше средба и со државниот секретар кардиналот Тарцисио Бертоне и со секретарот за односи со држави монсиньор Доминик Мамберти. Делегацијата ја посети базиликата Свети Климент и положи цвеќе на гробот на Свети Кирил. Посетата на македонската делегација предводена од председателот на владата Никола Груевски на Светата столица е прва официјална посета на македонски функционери на Ватикан, не сметајки ја протоколарната аудиенција секоја година на 24 мај на денот на македонските просветители. Од Ватикан за вестите на македонската телевизија Катерина Цаневска-Арсовска.